Короната испишува се повеќе трагедии. Многу семејства за само неколку дена остануваат и без најблиските, и без пари, а некои со огромни долгови. Причината за ова е болеста, но и прескапите болнички третмани. Неколку приватни болници во државата нудат шанса и надеж за спасоносни третмани, и тоа е доволно по секоја цена да се бара спас за најблиските. Еден болнички ден на заболен од корона со тешка клиничка слика чини од 1300 до 1500 евра. Ургентниот третман трае од 7 до 10, што значи лекувањето чини околу 10.000 евра. Велат од болницата, но за третманот да биде отпочнат, парите задолжително се уплаќаат однапред и во тој момент започнува трката за пари кои значат живот. Ово искуство во источниот регион веќе го доживуваат неколку семејства, но за жал, во еден случај парите не помогнаа, а долговите останаа. Не можеше да се најде, немаше слободно место на инфективната клиника, ниту во 8 септември. Мораше да побараме спас во приватните клиники. Парите во тој момент секако не беа во прв план и покрај тоа што беа големи. 10-дневното лекување таму чинеше 12.000 евра, тој беше тука 9 дена, значи дел од тие пари ни се вратени околу 600 евра. Дополнителни трошоци беа, како што ја споменав, третата хемофилтрација уште 2500 евра, значи околу 15.000 евра. И нормално тоа се пари кои треба да се вратат. Идентичен случај на ургентно сместување и потреба од друг тип на лекување од источниот регион во моментов има уште со неколку лица. Се уплаќаат депозити за лекување, се собираат пари од секаде и очено се чекаат добри резултати. Иако парите во вакви случаи се во втор план, сепак, што тоа болниците нудат за толку големите суми? Дел од пациентите се третирани со ЕКМО методата и озонска терапија, односно хемофилтрација. Дел се третирани со неинвазивна вентилација, но има и пациенти кои имаат потреба од механичка вентилација или респираторна поддршка. Цената зависи од начинот на кој пациентот ќе биде третиран, а лекувањето е индивидуално кај секој пациент во зависност од компликациите кои ги предизвикал коронавирусот COVID-19 и за третменот кај секој пациент поединечно одлучува конзилиумот лекари. Ова се само некои примери од потешко заболените со COVID-19 кои досега во државата допре до над 40.000 заболени, а во смрт испрати 1156 лица.